Минатата година во рамките на манифестацијата Кочани град на културата, жителите на Кочани и околните населени места како и посетителите на градот проследија бројни содржини од повеќе области: музиката, театарот, литературата, ликовната уметност и слично. Тоа беа содржини со високоуметнички квалитет кој публиката ги оцени како многу успешни. Завршната свечаност од манифестацијата Кочани град на културата ќе се одржи утре вечер во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Планираме да направиме и мала мини изложба со целокупниот материјал од град на културата, вклучувајќи ги тука сите печатени материјали, брошури, каталози, изданија. Така што исто така вечерта планираме да ја збогатиме со присуство на гости од забавната музичка естрада. Ќе ни гостуваат Сања Левкова и Елена Петреска. Ќе имаме презентација на сработеното, значи визуелна презентација со видеобим. Тоа ќе биде само на дел од сработеното, инаку изработуваме DVD за целокупно сработениот материјал од град на културата и печатиме билтен кој што ќе биде поделен на присутните посетители. Значи, се надевам дека убаво ќе го заокружиме завршувањето на град на културата 2012 година и ќе покажеме што се сме сработиле. Се надеваме дека ќе имаме доста и присутни. Се реализираа поголем број на настани од областа на театарот, например, одржани се 30 театарски представи. Представени се 25 изложби на ликовни дела, фотографии, носи, скулптури и друго. Одржани се 31 промоција на дела, меѓу кои застапени се дела и на членови на Друштвото на писатели, роднокрајни автори. Промовирани се 3 монографии за општина Кочани, село Грдовци, монографија за Енелојско светилиште Свети Атанаси. Реализирани се и други настани кои што не би можеле да ги вброиме во ниедно од овие, например детската ликовна колонија Свети Пантелемојн, саем на книгата Трибина за Оризот, книжарница под отворено небо, трибина за македонскиот литературен јазик и низа други активности. Инаку годинешната манифестација град на културата и припадна на општина